Здраво, вие слушате Радио Канал 103, ова е 151-то издание на емисијата ТВ 103, односно специализирана радио емисија за актуелни и квалитетни ТВ серии, а мислам дека е добитната комбинација за презентирање на сериите кои имав можност да ги погледнам, без при тоа да се губи значително време на непрепораките и да можеме да се фокусираме повеќе на тоа што беше квалитетно овој месец, така што нема да биде изоставен мартовскиот избор на изгледани серии кои се обидувам да бидат што е можно по-шаренолики, односно денес ќе има и драми, и трилери, и комедии, но исто така и различна форма освен играната, тоест анимирана и документарна. Тие ќе го сочи на телевизиското предјадење за денес кое ви го приредив и додека пак главниот фокус ќе биде насочен кон четвртата сезона на една динамична и тензична ТВ серија, која низ годините докаже дека може да се носи со титаните како Succession и Euphoria. А после неа ќе ви говорам и за еден новајлија меѓу сериите, кој и тоа како е амбициозен, како и протагонистот во него, кој се смета себе си дека е способен да ги реши сите можни случаи со својата прониклива размисла. Односно, денес одлучив да ви говорам за четвртата сезона на Индустри и првата сезона од Young Sherlock, кои се наоѓаат во собата за испрашување во 103. Емисијата ја започнавме агресивно, како што треба, со композиции од новиот албум на Red Sun Atacama, односно Summer Child, ги слушнавме композициите Passenger, Conveyor и Commotions, така што со stoner rock примесите и ќе продолжиме во текот на емисијата, со тоа што ќе дадеме простор и љубов, се разбира, за The Warning, односно за композиции кои се наоѓаат на нивното ново студиско издание на девојките, односно Error 404, Disciple ќе слушнеме и Animosity кои ги издвоив од овој албум. А доколку сакате да знаете кои се најквалитетните ТВ серии за март, тогаш вие сте на вистинската фреквенција која понира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие еден притаен меѓусвет нудејќи можности за одгатнување на енигмите на постоењето. Јас сум Златко Ѓереска и ви останете вклучени. Започнува програмата на ТВ 103. За да биде телевизионерството комплетирано и оваа епизода, во март можам да ви напоменам дека имаше поквалитетна понуда во поглед на проектите кои беа емитувани на малиот екран, односно во март успеав да ги комплетирам со гледање крими-трилер серијата за грабежот Стил, во која Софи Тарнер е вработена во банка која ќе биде затекната од страна на една спретна екипа на ограбувачи, кои ќе одземат милионска сума на пензионерска заштеда и случајот ќе се обидат да го расветлат детективите, да дознаат како имаат крадците добиено пристап од вработените и кој од нив е соучесник. Секоја епизода носи клифхенгери и пресврти за постепено да го дознаете изгледот на мозаикот на инволвирање на пред запознавање на секое парче од серијата. Еден солиден почеток на месецот беше оваа серија и затоа разочарувањето на месецот секако дека ќе го протолкувам дека е How to Get to Heaven from Belfast, серија која што беше работена од екипата која стои зад Derry Girls, меѓутоа тоа што работеше за младите другарки во Ирска, воопшто не работи за возрастните дами во серијата, која се обидуваше сериозно да го сватиме криминалниот чин, а однесувањето на ликовите беше само по себе неумесно и наместо тоа да се роди хуморот, со маки гледав една невпечатлива серија која од епизода во епизода стануваше се позаборавлива. За разлика од неа, секако дека ќе ја паметам Стамбол и не само тоа, туку се надевам дека ова мокюментари комедија ќе добие и втора сезона и ако се одобри, тоа секако дека јас ќе бидам залепен да ја гледам серијата како што бев недела за недела, бидејќи комичните мокюментари подвизи на овој пример од American Vandal до ден денес ми се омилени, очигледно без разлика на тоа која е тематиката, со оглед на тоа што возрасно магаре како мене гледаше незгодите на мажуретките во малото американско градче кои се обидуваат да освојат титула, така што може да сватите дека ова е препорачливо за секого. Хуморот е блесав, брз и на своја сметка се разбира, така што бајдерчиња беа епизодите во кои можеше непречено да тргаме сеир на
американците и нивната борба за успехот во полето на навивањето. Врвна анимирана серија е Primal, која што ја емитуваше својата трета сезона, каде дивјакот беше реанимиран во форма на зомби и беше водено на гоните да се сретне со Мира и диносаурусот и во одличните последни епизоди помина низ на своевидна трансформација на очовечување. Во средиштето имаше прекрасна франкенштајновска епизода каде пралуѓето беа спремни да го палат на клада чудовиштето, така што освен препознатливото соочување со предимензионираните животни што стана формулаично решение на кое серијата многу удобно може да се потпре, сметам дека доволно од нивните авантури си беа опфатени, си живеа среќни на крај и задоволни и Тартаковски може да почне да работи нова серија, барем доколку јас се прашувам. Ако вади уште една сезона, со среќа нека му е, ама не знам дали ќе успее да ја одржи оценката. Понекогаш треба да знае човек да си рече доста, доволно е и едноставно е комплетирана оваа приказна и нема потреба да се копаат дополнително или реанимираат, како во случајот на оваа сезона, ликови. На тема неверни жени кои одлучуваат да задоволат сласт надвор од доменот на брачниот кревет, ќе ви ја препорачам драмата Владимир со прекрасната Рейчел Вајс и нејзините флибеговски дилеми и пориви да заврши во кревет со новиот, млад и згоден професор, со оглед на тоа што нејзиниот сопруг е тој што сите веќе знаат дека има бројни студентки со кои бил интимен во неговиот отворен брак. И не е само тој осуден, туку под закана и сопругата од заедницата, токму поради тоа што не се буни на неговите сексуални авантури, иако никој не знае дека таа си кова нејзина, например. Со проектирањето на фантазиите и обраќањето на гледачите го задржуваше вниманието оваа серија. А другата серија за неверните жени од плејадата на еротски крими и драми е австралијанската Watching You, работена за Стен, во која една неверна девојка е снимена од скриени камери во станот, изнаемен од нејзината пријателка Арно Ама, иако смета дека собствениците се настрани што си ги снимаат интимите на подстанарите кои го изнајмуваат станот. Настрае сезона дознаваме кој е всушност во јерот со оглед на тоа што е убиен собственикот на станот. Мислам дека тоа обзнанување е прерано обелоденето и серијата потоа оди во лер, се трошат идеите и само заканата се пролонгира пред се, ама го држи вниманието до тогаш колку толку. Додека сме кај криминалистиката, во домените на True Crime документаристиката, минатиот месец ви говорев за двајца момци кои биле инспирирани од Скрим и решиле да си го убијат својот другар. Па овој месец ја гледав женската верзија на случај во кој две другарки решиле 50 пати да ја прободат со нож својата пријателка и соученичка во Friends Like This, The Murder of Skylar Nis, така што не барајте јасно расудување и мотив во оваа серија, затоа што едноставно девојките не ја поднесувале, ја однеле в шума и ја изрешетиле. Иако беше опфатена целата истрага, има еден аспект на кој според мене не обрнаа доволно внимание, а тоа е во каква средина се создаваат убиците, односно како омразата на Твитер, тргањето сеир на нивните врсници и лагите во заедницата, обседната пред се со христијанска догма, која не е во допир со 21. век, во градче од 2000 жители, две 16-годишни девојки убиваат нивна врсничка како ништо да не било, надевајќи се дека ќе може да си одат на нивната матура. Ги гледам недела за недела Shrinking со нивната трета сезона за подобрување на моето ментално здравје, The Pit, секако со втората сезона и која се уште ќе трае и се надевам дека барем наредниот месец ќе се комплетира ова дено-ноќно слушање на докторите за да можам да ви говорам за неа, за да се радуваме пред се што не сме ние дел од таа болница. Jury Duty Presents Company Retreat, односно тоа е една итерација на Jury Duty која што веќе беше првата сезона за сведочењето во суд на поротниците и сите актери, односно
поротникот и сите актери околу него кои што глумат дека се исто така поротници. Овој пат втората сезона е посветена на еден човек кој заедно со сите актери заминува на одмор од страна на компанијата, така што на team building, ајде условно кажемо, ќе го наречеме тоа, со тоа што нели само тој е единствениот кој што не е информиран дека сите други се актери, сите други глумат негови колеги од работа. Исто така започнав да ја гледам и документарната Born to Ball за Американската лига за куглање од 2025 година и 5 големи турнири кои што се одржуваат таму, серија продуцирана од A24, а јас како поклоник на оваа продукција решив да ја дадам шанса. И за сега дефинитивно не секам, ништо не ми значат овие играчи, меѓутоа начинот на кој што на комичните сплетки што ги имаат и како тие се замислуваат дека се зверови во куглањето, едноставно ја прави оваа серија многу гледлива и кратки се епизодите. При тоа, секако ќе ја напоменам и крими серијата со Елизабет Мос и Кейт Мара за трите пријателки, од кои едната откако ќе биде најдена мртва, се поставува прашањето кој е убиецот во Imperfect Woman за жените кои кријат секакви тајни од најблиските, така што се обидувам барем да имам барем секој ден по една од овие серии недела за недела да можам да ги следам за да биде полесен начинот на кој можеби една од нив ќе откриам дека вреди да ја споделам со вас и за да можам да ја говорам во детај кога ќе биде комплетирана, се разбира. Актуелни серии во март беа Скарпета со Никол Кидман, потоа Тед 2 според работено според самиот истоимениот филм кој што си има продолжение на првата сезона во 90-тите и случувањата со ова анимирано мече, потоа Marshals, односно тоа е спин-офот на Yellowstone, One Piece имаше втора сезона live action според аниме, мангата The Last Thing He Told Me со втора сезона, DTF St. Louis, една ТВ серија која што се уште е во оптек за црниот хумор и крими аспектите помеѓу Харбор и Бейтман, кој може да иде во очиме. Потоа, крајот на овој месец ќе започне и новата сезона, односно петата сезона на For All Mankind, која со нетрпение чекаме, која ќе почне на крајот на месецот, и Рустер започна со Стив Карел, уште една комедија во која што ќе може да ги забележиме неговите способности во малото градче во САД. Потоа The Lady се емитува, Бейт беше комплетно објавена со Рис Ахмед и неговата популаризација како нареден Джеймс Бонд. Deadlock втора сезона има, Boyfriend on Demand, на корејска ромком за сите што гледате азијски ТВ серии, потоа Girl from Nowhere, The Rest, односно антолошка тајландска трилер серија која што доаѓа наместо трета сезона од регуларната серија Girl from Nowhere, потоа The Medicine, еден вестерн од универзумот на Тај Шеридан. Daredevil Born Again започна да се емитува со втората сезона. Во очекување сме на Something Very Bad Is Going to Happen, од авторите на Stranger Things и на Detective Hall за серискиот убиец од Осло, адаптација на ЮНЕСБО. Се извинувам, Invincible со четврта сезона започна да се емитува, која сакам да ја врзам со третата сезона, која не ми е се уште гледана за срам, па зборувам, сакам да ја гледам па да зборувам за двете, доколку има простор и потреба за тоа. Спилберг се сними ТВ серија The Dinosaurs, која може да си ја погледнете, а во исто така во најава се House of David, односно една историска серија за владетелот на Израел со втора сезона, Outlander, 8 сезона имате за граѓанската војна и љубовната сага, American Classic, прва сезона на MGM+, за театарот во малиот град кој што сака да направи една успешна представа, и The Comeback Season, односно трета сезона на Comeback за HBO со Лиса Кадроу, која што наводно треба да биде последна за оваа серија. И исто така ги избирам за да ги изгледам одеднаш Love Story, Monarch, Legacy of the Monsters, Paradise, The Beauty, Neighbors, Handsome Devil, Charming Killer, Memory of a Killer и A Friend of Murder, кои кога ќе завршат
ќе го споделам моето мнение за нив и можеби некој нив ќе добие поголем простор во некоја од наредните епизоди, меѓутоа мојата претпоставка е дека се прилично заразни и не би можел да ги гледам овие недела за недела, па ќе ги чекам да се комплетираат па да можам во еден здив да ги изгледам. Во продолжение на емисијата ќе слушнеме поп-психоделични стонер рок бендови, односно ќе ги слушнеме композициите Traveler, која се наоѓа на новиот албум на Black Lung, односно Forever Beyond. Потоа ги слушаме прекрасните Fungus, односно ќе слушнеме композицијата Psychoid Telepath од нивното ново студиско издание Emerald Dream, така што ако сакате да знаете како би требало да звучат Deep Purple, Eloy и Focus во денешна доба, Fungus дефинитивно се бендот за вас. Потоа моќните Desert Storm со уништувачките рифови, ќе ја слушнеме Woodsman од Buried Under the Weight of Reason. Ова е една поигрива композиција која има доста флуктуации во неа и смирувачки сегменти, како и Whitpecker, односно од петтиот нивен албум одбрав композицијата Mirrors, која што исто така ми е некако компатибилна со Desert Storm, така што слушаме психоделични и стонер рок композиции кои heavy psych аспектот во најдобар можен начин го доловуваат во денешната епизода. Така што уживајте во овие музички композиции и потоа ќе се вратам во етер да ви говорам за двете главни серии за кои што треба да се зборува денес, а првата од нив ќе биде Industry. Само за подсетување, ова е седмата сезона на TV103, меѓутоа во втората сезона на TV103, поточно во 23-та епизода од февруари 2021 година, што ви рекла историјата, ви говорев за серијата Industry и зошто е значајна да ја гледате кога се емитуваше првата сезона. За 5 години подоцна потребно да ви говорам за оваа серија која ја комплетираше својата четврта сезона. Доколку сте заинтересирани да дознаете што подетално се случуваше во првата сезона, би ве поттикнал да ја преслушате епизодата која се наоѓа на мојот YouTube канал. Меѓутоа, за да не се повторувам, ќе нафрлам само основни податоци за серијата, создадена од поранешните инвестициони банкари Майки Даун и Конрад Кей. Една условно кажана еуфорија за банкарството, ако повеќе милувате, во која во првата сезона се запознавме со младите стажанти кои влегува да работат во престижната инвестициона банка Pierpoint & Co, односно во Лондон. Увидовме колку се морално флексибилни сите од нив, кога се пари во прашање. Тука се запознавме со амбициозната Харпер, која под раководство на бескрупулозниот Ерик се обидува незините смели идеи да ги протне на богатите клиенти, која нема ни дипломирано и лаже за да се вработи во фирмата. Ама тоа не му пречи најпрвен на морално корумпираниот Ерик. Потоа ја запознаваме тука Јасмин, која доаѓа од пари, односно доаѓа од богато семејство и има разгаленост при тоа, ама е занемарена во фирмата, работи буквално како глорифицирана секретарка, кои ќе развијат Харпер и Јасмин своевидно пријателство низ сезоните. Се тргува со уцени во првата сезона за да се изнуди поддршка. Се прават притисоци во хиерархијата во фирмата кои докажуваат којот што е направен пред се во фирмата и дали може да го поднесат притисокот кој што го нуди работењето таму. Со оглед на тоа што првата епизода буквално започнува со тоа што еден вработен не може да го поднесе тој притисок и си го одзема животот. Втората сезона е постковидовска, каде лондонската и њујоршката филијала на фирмата се во обид на консолидирање, што значи дека секој мора да докаже колку вреди во фирмата за да се отстрани вишокот кој не придонесува колку што може да исплати самата фирма, така што клиентите и во оваа сезона сексуално ги злоупотребуваат младите нововработени, затоа што им се може, ама некои сакаат на тој начин да ги задржат клиентите покрај себе, така што има двајца големи клиенти кои се борат да купат поголем дел од колачот и Харпер агитира за едниот од нив. Има внатрешно тргување со информации и тука веќе доаѓаме до целта ги оправдува средствата кај неа и некако видна подмолност која што го практикува е составен дел од незиниот норматив на раководење.
се инволвира за прв пат и британската влада тука и се шири приказната, нели, на светот, односно надвор од самата фирма, поточно во каков контекст е поставена во макросветот, а Харпер е отпуштена на крајот на епизодата, последната епизода, и предадена од страна на Ерик токму поради лажната диплома која што наводно не била никаков проблем, а се испостави дека е само начин за реваншизам од негова страна. Третата сезона е за Хенри Мак и за идиотската компанија Луми, кој успева на секој можен начин лансирањето на пазар да го упропасти. Затоа е тука Јасмин да ја спаси ситуацијата и дознаваме за низиниот сооднос кој што го има со низиниот татко, како што исто така минатата сезона дознавме за братот на Харпер, така што Харпер го јаде поради преваранскиот однос на татко и во јавноста, што тоа го искористува за да отпочне лажни вести пред се. Со тоа што Харпер па во оваа сезона, за разлика од Јасмин, е условно кажано секретарка. Почнува од нула, која се зближува со Петра во фирмата кај што работи, кои одат против нивната шефица и започнуваат со напади на Луми и на Pierpoint кај што е отпуштено. За на крај новата фирма на Харпер да биде клиент од Ерик, за волја на иронијата. Харпер ја искористува Јасмин да обелодени лажни информации за Pierpoint, со тоа што Јасмин е отпуштена. Ќе се скара со Харпер заради тоа што е манипулативна. Ерик му забива нож на својот пријател и шеф, правејќи го будала буквално пред Мицубиши за да го спаси Pierpoint, ама ќе си добие и самиот отказ. Харпер ќе си продолжи натрешно да тргува со информации и да крати фирми на берзата, без разлика дали животи се губат, завршувајќи со свадба на Јасмин и Хенри Мак, и наместо да остане таа со дечкото кој ја сака, затоа што со чичкото на Хенри Мак ќе биде заштитена од скандалите кои ги предизвикувал низиниот татко во јавноста, бидејќи е медиумски конгломерат чичкото на Хенри Мак и ово е брак од интерес во кој што таа влегува наместо да оди во брак од љубов. Тука доаѓаме до четвртата сезона, каде Харпер веќе има инвестициски фонд кој го работи заедно со Ерик, човекот кој што има забодено нож во незиниот грб, кој би рекол. Се појавува во оваа сезона и Уитни, кој раководи со една компанија која се нарекува Тендер, уште еден преварант во играта, кој ќе го предаде неговиот партнер во фирмата и застане на страната на порнографскиот сајт, например. Така и започна сезоната. Хенри Мак се предава на наркотици, правејќи ја Јасмин на прилично несреќна сопруга, која глуми лудило пред делитата, ама дома мажот и бракот и се распаѓа, иако се кандидира во дадена ситуација Хенри за пратеник и губи, ама затоа Витни сака да биде Хенри па фацата на Тендер, да ја искористи својата поврзаност која што има со елитата. Хенри си има траума од обесениот татко од детство, која што не ја знаевме претходно, меѓутоа тука се става на тапет, така што тоа е коренот на автодеструктивноста која што лежи кај него. Од друга страна, Харпер сака токму да го шортне Тендер. Така што сите фирми кои се појавуваат во секоја сезона, Харпер е таа која што сака шорт да им направи, обелоденувајќи ги финансиските измами кои се диктирани во фирмата, а додека сме кај Тендер, таму па и Јасмин е од помош за незиниот неспособен сопруг, дури и кога секретарката глумена од Кернан Шипка ќе ја покани во тројка, за да го израдува малку, така што во втората сезона со истражувањето на терен на Sweet Pea, која што беше колешка на Pierpoint, која очигледно знае да намириса скандали, која е невработена поради незиниот OnlyFans page од Pierpoint која беше забележан, ги добива информациите Харпер за фаличноста на Тендер со перење пари на африкански лажни фирми. Неколку кариери ќе пропаднат, како што е таа на новинарот кој глуми Чарли Хитон, односно Джеймс Дайкер, кој со самото тоа што ќе соработува, односно ќе биде забележан дека е во близина на Харпер,
ќе биде дискредитиран во весникот во кој што работи, кој го губи при тоа легитимитетот кога е виден нели за со шортовите, ќе се предозира, додека Сага Радија кој што глуми Риши Рамадани ќе скокне од тераса кога ќе дојде полиција во станот на во кој што престојуваат и двајцата, така што ова беше една прилично турбулентна епизода. Харпер тогаш дознава дека нејзината мајка починува и дознаваме дека како што Јасмин има неразрешени односи со нејзиниот татко, така таа чекала извинување од нејзината мајка за нејзиниот третман кој за жал нема да го добие и двете компензираат на свој виден начин. Хенри ќе го јаде за фирмата ни крив ни должен. Витни ќе мисли дека може да избега под заштита на шпионите додека не го дознаат и притиснат властите. Иако има снимка за малолетничка која ќе го присили Ерик да се пензионира предвремено, ама Харпер со излагањето на шпекулациите за Women in Finance панелот ќе го уништи тендер. Јасмин ќе го има последниот удар и го предаде нејзиниот маж во најавноста затоа што се распашал со Витни, живејќи живот без последици, разгаленото богаташче, и ќе реши таа да го казни со тоа што ќе си ја прифати вината, ќе почне да земе литиум за неговата депресија и се зближи со неговиот Вујко, ама затоа Јасмин ќе замине јабана. Тука почнуваме да гледаме создавање на Јасмин, кралицата на подмолноста, која ќе користи уцени со снимки за богаташи на забавата на расистите и нацистите, каде Харпер ќе согледа во што се има претворено нејзината другарка. Серијата е работена за HBO со поддршка од BBC 2, кој во стриминг војните има 131 милион претплатник и исто колку и Disney+, што кога ќе се спојат со Paramount и нивните се за 70 милиони, ќе му се доближат дури и на Амазон, ама до тогаш Макс си стриминг гигант кој и тоа како има квалитетна понуда во својата библиотека, а изминатите месеци се прикажа A Night of the Seven Kingdoms, DTF St. Louis, Rooster, The Comeback, Neighbors, Born to Ball. Така што сите овие серии или ги гледам, или ќе ги гледам, што говори дека и тоа како имаат оригинална содржина која вреди, и се една од најквалитетните кои може да ја понудат, а од нареден месец ќе почнат со нова сезона на Еуфорија и Halfman, и сите овие кои ви ги напоменав веќе започнаа овој месец да се емитуваат, така што и наредниот ќе продолжат да ги комплетираат сезоните, така што ќе завршат во него, што значи дека полна е понудата од првиот квартал за оваа година и солидно започна HBO и се надевам дека така и ќе продолжат во текот на годината. Четвртата сезона на Индустри почна да се емитува на 11 јануари, мислам дека насловот на првата епизода се ќе ви каже за неа, PayPal or Bukake, и потоа секоја недела се емитуваше по една епизода, финиширајќи на 1 март, односно 8 50-минутни епизоди имате, кои јас за жал ги гледав недела за недела, затоа што нема шанси да ја чекам оваа серија да излезе комплетно, но за да ја изгледате ќе бидат потребни 6,5 часа, така што секако дека може да се бинџа доколку ви се гледани претходните сезони. Меѓутоа, јас мислам дека воопшто не се залепи домашниот аудиториум за серијата, и кога ќе ви спомнам дека имате 3 сезони за гледање, никој нема да го направи напорот да ги изгледа од почеток пред да седне на четвртата, а мора да ги имате гледано, да бидам искрен. Не е антолошка оваа серија, се е поврзано и треба да ги знаете споредните ликови, за да ви е грижа кога ќе си го пропастат животот во четвртата сезона. Немам ни аргумент да ви ја продадам серијата, затоа што се работи за една од најдосадните теми за кои што може да се направи серија. Економија, следење на пари и проневери со истите, меѓутоа, тука е едно големо меѓутоа, превртливите ликови се тие кои со нивната убедлива глума прават да се ангажирате, да сватите дека тредењето значи живот или смрт. Така што полна е со сплетки, преци и интриги, уцени со кои се разменуваат услуги до владата и назад, забивање на нож во грб меѓу пријатели е секојдневие,
љубомора и опортунизам се валути, како и внатрешно тргување со информации кои може да убијат титани. Така што, поради ова се гледа индустри, не поради економските спреги пред се. Поради луѓето зад парите и како ја злоупотребуваат моќта и привилегијата и го јадат човекот со исправен морален компас, затоа што морално корумпираните владеат со светот. Од сезона во сезона расте квалитетот и достигна ниво на Succession и еуфорија со капитализирањето на ликовите од четвртата сезона, а одобрена беше минатиот месец и петта сезона, односно последна сезона за индустри, кога ќе дознаеме во што се вовлекуваат Харпер и Јасмин. Некои од споредните ликови се невпечатливи, ама тоа што и тие добија засебно комплетирање на арките е за пофалба, што значи се грижат колку толку и за нив создавачите пред да ги фрлат под воз или од зграда, така што секоја епизода завршуваше со силна точка, не се клифхенгерски извичник изведен со сила. Секако дека дури и мене ми бега некој економски сленг врзан за клиенти и случувања од претходните сезони или за поставеноста на владата во однос на фирмите, ама збунети кои ги пред се забуните, кои ги создава серијата, не ја прават негледлива според мене. Напротив, интензивната драма е постоечка, ја има и во двата табори и кога некој е во подем, другиот е во пад, ама затоа може да видиме блуди разраз што возможуваат кај богатите и кај селанчињата што мислат дека ако се дружат пред се и се држат до нив дека се богати, како во случајот со Уитни и Хенри. Секако дека има и бескорисни ликови, како љубовникот на Харпер, например, или пак пријателите за една употреба, додека се дојденери до целта, што говори за поганоста на индустријата и целата серија е негативна критика на падот на секаква вредност на луѓето кои раководат со парите на милионерите, па затоа е подобро да се држите понастрана од Јасмин или Харпер и таквите како нив, затоа што ако сте поблиску, неизбежно е да дојде денот да ве проводат во грб за свој бенефит, без око да им трепне, и не се само тие такви од Витни до Ерик, до кој да е маж на позиција на моќ, до богаташот со сликите на австрискиот неуспешен сликар во домашната колекција, например. Хирена Шипка и Чарли Хетон беа засилувањето кои во првите кадри ќе ги забележиме како не може да се одлепат еден од друг, ама тоа ќе ги чини во текот на сезоната, кои го дополнија веќе установениот кастинг за добро познатите ликови, за кои дозирани информации добивавме за нивното минато, кои се пресудни за да ги разбереме нивните однесувања во денешницата, така што и оваа сезона на Индустри од мене има 9 од 10. Ќе направиме тука една кратка музичка пауза и во продолжение на емисијата ќе слушнеме стонер рок бендови кои што имаат нагласени doom metal елементи. Хела ќе слушнеме со композицијата Vessel to Nowhere од Regent to Conquer, така што очекувајте моćни и прогонувачки женски вокали да наслушнете во оваа 7-минутна творба. Lord of Confusion дефинитивно не смее да ги заобиколиме со нивниот нов албум The Weight of Life и композицијата Dead 3 Poetry ја избрав за оваа емисија, и Lizard Wizard, односно кој ја најавија Worm War 3 и нивната комична композиција Gorgon Ramsey ќе ја слушнеме за крајот на овој Doom Metal пресек, така што уживајте во овие 3 долги композиции и потоа се враќам во етер да ви говорам за Young Sherlock. Young Sherlock е британска мистерија која е инспирирана од Young Adult серијата на книги Young Sherlock Holmes од Ендрю Лейн. Не од некоја конкретна книга од овој серијал, туку од предложката за животните авантури на младиот Шерлок. Создадена е серијата од страна на Метју Паркхил, кој ја разработува со помош на Питер Харнес и Гај Ричи, правите луѓе за адаптирањето, односно за оваа работа. Нека не настане некаква си забуна, серијата нема допредна точка со действието на филмовите на Гај Ричи со возрастната итерација на Холмс. Во прашање е деството на детективот и проблемите во кои се вовлекува и се обидува да се измолкне со помош на неговата проникливост. Шерлок Холмс се уште не е мајстор детектив како што ќе биде кога ќе порасне,
затоа што има 19 години и неговиот брат му наоѓа работа на универзитетот во Оксфорд, меѓутоа не е таму за да предава, например, туку да биде хигиеничар, затоа што Холмс е бараба, кој постојано завршува зад решетки, па неговиот брат фаќа врски да му даде можност за малку поразличен живот, да се искупи, отколку криминалниот, например, да го искористи мозокот кој се наоѓа во главата за нешто друго, освен за клептоманија. Некаква дисциплина во животот, што би се рекло, со оглед на тоа што нема некоја татковска улога во неговиот живот, односно лабилен е некако човекот во кој што треба да се угледува. Убиство во Оксфорд ја става слободата на Холмс во опасност, па тој се заложува да ја реши својата прва мистерија за убиството, што го води до заговор на глобално ниво по доаѓањето на кинеската принцеза во Оксфорд. Хиро Фајнс Тифин го глуми Холмс, кој го знаете од филмовите за Хари Потер, кој ќе почне да се дружи со студент на факултетот, Мориарти, кој ќе стане неговиот условно кажано Вотсон, ако повеќе милувате, како една предложка за тој Мориарти кој што вие го знаете од иднината, како што би требало да биде, односно ќе се надпреварува со него во секоја гледна точка да го претекне во решавањето на случаите, за да му докаже дека е подобар детектив од самиот Холмс, и токму во нивната постојана преписка лежи и убавината на серијата. Мајков Шерлок и Беатрис се трите деца на родителите кои глумат Џозеф Фајнс и Наташа Мекелон, се извинувам, а Џозеф намерно го напоменувам тука затоа што носи колбојски шешир и изигрува Индијана Џонс во Отоманското царство, и ќе ви оставам малку простор да размислите од каде ви е тоа познато. Се разбира дека беше пиштолџијата во Прашина од Милчо Манчески, само и тука нема да има некоја си светла судбина со оглед на тоа што ја презема позицијата на условно кажано антагонистот на серијата. Колин Фирт се појавува исто така во серијата и го глуми ректорот на Оксфорд. Покрај комичните преписки меѓу Холмс и Мориарти и како ги надмидрува пред се неуките полицајци, ќе опофалам и визуелното решение за проектирањето на деталите од размислите на Холмс во надворешноста, каде буквално секој детал го преиспитува, навраќа сеќавање за да открие тоа што другите не би го занемариле, нели? Исто така серијата го разработи неговото семејно дрво, односно дознаваме каков табиет се трите деца и нивните родители. Личното минато на Холмс со неговата сестра, за која ќе дознае дека е жива и нема потреба да се јаде дека е мртва, ќе се поврзе со случајот на убиството на 4 професори на факултетот, голема приказна за создавање и тестирање на биолошко оружје од нивна страна, што комплетира една заемна целина, ајде така да го условиме. Има и империалистички колонизација и одмаздолюбие во серијата, како и трауми од детството кои менува тек на нечи живот. Мориарти убива човек за време на Француската револуција, кој ќе роди жет за крв во иднината, евентуално ако стане тој Мориарти кој што го знаеме, а Шерлок тешко дека ќе научи да се тепа во меѓувреме. Во епилогот се поставува прашањето каде ќе води клучот кој што ќе го најде Шерлок и дали Мориарти ќе искористи формулата за биолошкото оружје против човештвото што ќе ја чува во неговиот джеп. Односно прашањето е дали сведочиме на создавање на антагонистот од пријателот на Шерлок. Чекаме да видиме дали Амазон ќе ја продолжат сега. За сега немам инфо за тоа, така што останува само на прва сезона во овој момент. Серијата имаше премиера на 4 март и во цело се емитуваше тогаш, зашто им бев благодарен на Амазон, затоа што ме поштедија од непотребното развлекување и пролонгирање недела за недела да се гледа, така што можеше непречено да се бинџа и може да се гледа во еден здив, всушност. Но сепак, земете предвид дека брои епизоди со 50 минутно време трајање, па што па значи дека 6,5 сати нели се гледа, исто како и претходната серија за која ви говорев, и јас ја преполовив и изгледа во 2 дена, затоа што е заразна приказната и љубопитен бев да дознам какви глупости е спремен Шерлок да прави. Поради некоја случајност и ова епизода од TV103 анализирам серија од Амазон, минатата ви говорев за 56 дена,
се погоди и оваа епизода да ви говорам за нивен продукт, иако имаат толку мала понуда, што навистина е запрепастувачки како во првиот квартал од годината успеваат да бидат релевантни. Без разлика што имаат 200 милиони претплатници, знаеме зошто сите ги користат нивните доставувачки услуги, не ги приоритизираат со претплата поради филмската и ТВ понуда што имаат, моментално се актуелни со Скарпета и Бейт, како и новата сезона на Invincible, шпанската Animal Love, филипинската The Silent Noise, како и мокюментари серијата Jury Duty, а нареден месец чекаме новата сезона од The Boys и шпанската Cochinas, ако не се лажам, така што мислам дека толку беше со изборот на серии од Амазон оваа година, не верувам дека и во нареден квартал ќе се наметнат како играч кој ќе понуди квалитет, но можеби ќе изненадат со нешто што го немаат досега објавено, барем конкретно со нема објавени датуми за тоа што им е готово и им стои на лагер. Секоја чест на тие што го работеле саундтракот на серијата, затоа што ужива во Rocky Road to Dublin и Wild Rover на Lancome, потоа во самиот саундтрак ги има и The Damned, ја има The Wizard од Black Sabbath, ја има The Man Comes Around од Johnny Cash, ја има Forest од The Cure, може да наслушнете и композиции од Placebo, Radiohead и The Black Keys, така што фала им на Амазон што го одврзаат чекмеџето за да ги купат правата за овие композиции и тоа како придонесоа за да се ужива повеќе во серијата. Гај Ричи сосема доволно е што ги режира првите 2 епизоди за да го воспостави тонот во кој чекор ќе го следат нели останатите автори кои што ќе застанат зад епизодите, но има епизоди полни со флешбеци и дозволува серијата простор за отстапки и не може да очекуваме Ричи да сними цела сезона, си има тој работа со Джентлмени и други барави во другите филмови и серии кои што ги работи. Сепак преферирам кога неговиот живот е ставен под закана, односно животот на Шерлок Холмс, тоест кога му се заканува казна или робија, односно кога е притиснат во ќош и мора да најде начин да реши случај за да се ослободи од обвинувањата, а кога не му зависи животот, е по-ноншалантен и влогот е помал како втората половина на серијата, без разлика што се трага по неговата сестра, а со оглед на тоа што секоја епизода истрагата води во друг правец, која ќе биде ослободена од обвиненијата, според мене серијата губи на тежина, но тука е Мориарти да го предизвика на метален шах. Така што Young Sherlock е доста забавна серија, каква што му доликува на Гај Ричи да ја направи и ние да добиеме од негова страна, се разбира, каде ќе си поигра со разбойничката природа на Шерлок и начинот на кој ќе научи да го користи својот прониклив мозок за општото добро, а не само за негов личен бенефит, за да созрее во возрастна личност наместо да биде пропалица како што е. За крајот на емисијата ќе слушнеме една композиција на Goatsmoker, односно ќе завршиме со Waiting, композицијата која што се наоѓа на нивниот нов моќен албум Eris, така што ќе завршиме за крајот на емисијата со одличните Goatsmoker. Така што доколку сакате слушнете и оваа епизода и останатите епизоди кои што ги имам сработено од TV103 на мојот канал на кој гласи на моето име на YouTube, може да ги пронајдете сите до сега 150 претходни епизоди на ова. А вие го слушавте 151-то издание на емисијата TV103 со Златко Ѓерески, каде детално ви представи сериите кои ги погледна во март. TV103 е уникатен сигнал кој се појавува во четвртокова фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабенски поглед во значењето на актуелните ТВ серии. До наредното издание, гледајте ТВ серии и останете вклучени. Чао!